Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Божик е еден настан и една порака. Љубов, мир и заедништво. Но христијаните го слават на различни датуми поради календарските разлики. Дел од земјите го празнуваат на 25 декември, други на 7 јануари, што создава поделени празници и чувство на неединство. Разликата е календарска, но не и суштинска. Заедничко славење на 25 декември би значило поголемо христијанско единство и јасна порака дека верата е над календарите. Дополнително, заеднички датум пред новата година би бил појасен и покорисен и за бизнес секторот, со поусогласени неработни денови, планирање и економска активност. Она што денес ве прашуваме е дали би поддржале заедничко празнување на Божик на 25 декември. А меѓу другото, пред да продолжиме со црвена линија на самиот почеток, нема да изоставиме секако на припадниците на Римо-католичката црква да им го честитаме денешниот празник кој што го чествуваат, а тоа е Божик, раѓањето на Исус Христос. Со своја честитка, која што ќе погледнеме во продолжение до верниците, се обрати и скопскиот бискуп Киро Стојанов. Да ја слушнеме. Кој во својот живот го прима Христос, вечното слово на Отецот, тој прима живот. Тој самиот ќе каже за себе, кога ќе порасне и ќе го даде својот живот како откуп за мнозина, дека тој е воскресението и животот. Едноставно кажано, тој е повеќе од целата среќа на светот, зашто тој е љубов, која сама не прави благословен и ни дава живот. Се што копнееме ни е дадено во оваа дете. Браќа и сестри, на сите ви посакувам среќа и радост од новородениот кнез на мирот. Честит празник Рождество Христово, Божик и благословена нова година. Христос се роди. А ние секако продолжуваме со црвена линија. Верувам како и во секој едно издание и во ова издание ќе бидете активни и ќе ја креирате токму вие црвена линија со вашите одговори на нашите прашања. Но кога сме кај прашањата, стандардно, како и секојдневно, имаме во текот на целиот ден објавено и анкета, односно анкетно прашање, на кое што верувам секој еден од вас и ќе земе учество. А за да бидете дел од оние кои што учествуваат во нашите анкети, треба задолжително и да не заследите на Инстаграм. Профилот е секако црвена линија, профилот на Телма телевизија и по заследувањето веднаш кликнете на Инстаграм стори. Црвена линија денес ве прашува дали ги држите Божикните пости. Две опции за одговор: да, не, кликајте на полето кое што го содржи вашиот одговор. Стандардно, секојдневно, резултатите ги пресметуваме во проценти и ги објавуваме никаде конкретно секој едно издание на црвена линија, па така и денес. Но секако ќе ве потсетам дека црвена линија ја креирате токму вие, со вашите ставови, мислења и одговори на нашите прашања. Дали би поддржале, тоа е она што ве прашуваме денес, заедничко празнување на Божик на 25 декември. За учество во црвена линија, подсетувам, треба да се заврти нашиот добро познат број 02-307-005, кога гледате објавене на екраните, но и задолжително ќе ве замолам, особено вас кои што за прв пат ќе се вклучите, а верувам во ова издание ќе имаме и такви гледачи, намалете го целосно на 0 тонот на ТВ приемникот и секогаш изоставувајте од кога ќе ве вклучат во режија да зборувате на интерфон или спикерфон. Па да почнеме. Добар ден. Добар ден, сина. Поздрав до вас, Игор. Игор, вие сте, така? Да. Да, па и ве дали би поддржале заедничко празнување на Божик на 25 декември? Па да. Го држиме. Јас верувам од Исус се родил да не спаси, да влезе во нашите души, да не гледа, да ете во Битлеем се родил Божиот Бог, да ни даде сила, волја,
да наполните и земоштените, да ги излечи, да ни дава сила, да ни дава. Понатаму јас велам оти Божике и Нова година, се поврза со Нова година и тоа е среќа што убаво се чувствуваме за Божик, убаво чувство. Игор, еве, дали тоа значи дека би поддржале заедничко празнување на Божик на 25 декември? Да, би поддржувам, заедно. Убаво си помините, среќна Нова година, на Нова година и Божик, Господа е на помош, пријатно. Благодарам многу, Игор, за споделените одговори и ставови. Со вас и го отвараме ова издание на Црвена линија. И пред да преминеме на следно вклучување, ќе подсетиме дека Божик е еден настан и една порака. Пораката е љубов, мир и заедништво. Но христијаните го слават на различни датуми поради календарски разлики. Дел од земјите го празнуваат на 25 декември, други на 7 јануари, што создава поделени празници и чувство на неединство. Разликата е календарска, но не и суштинска. Заедничко славење на 25 декември би значило поголемо христијанско единство и јасна порака дека верата е над календарите. Дополнително, заеднички датум пред Нова година би бил поесен и покорисен и за бизнес секторот со поусогласени на работни денови, планирање и економска активност. Од тука и ве прашуваме денес во Црвена линија дали би поддржале заедничко празнување на Божик на 25 декември. Дали ги држите божикните пости кои што се во тек? Добар ден! Добар ден! Добар ден! Добар ден. Да го намалиме тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Дали прашањето е ваше или од редакцијата? Кои се одговорите на нашето прашање да ве слушнеме во Црвена линија сте? А зошто прашањето не е да се слави Божик на 7 јануари? Ајде вака да направиме. Дали сте да има заедничко, взаемно славење на исти ден? Да, на 7 јануари. Добро, имате уште време, еве, образложете која е пораката според вас на Божик, суштинската. Пораката на Божик е иста и за православните и за католиците што слават денеска. Така, која е пораката? Прашањето зошто вашето прашање е заедничко славење да е денес, а не на 7 јануари. Еве, дали сте, еве, ќе го преформулираме за заедничко славење на ист датум? Да, но на 7 јануари. Дали ги држите божикните пости? Да. Добро, па еве, што можеме да заклучиме од постите, која е пораката на Божик, на раѓањето на Исус Христос за оние кои што го чествуваат овој празник? Постите, ако се постат, ако е само во однос на храната, тоа е забавија, никакво значење на тоа. Ако не се пости со срцето и со памет. Постојањето е суштинско, ако е само со умот и со срцето, а не само со стомак. Тоа е толку. Така, добро, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Сега кога останете со нас, а ние продолжуваме со вклучување на гледачите, односно на вас и секако да ги слушнеме вашите одговори, ставови, мислења. Добар ден! Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте. Благодарам и вам. Да бидам кратка, не постам. Што се однесува до славењето, би било добро да се слави заеднички, но тоа не е ни малку едноставно. Верата во почетокот е создадена да сплотува, но на жалост денес раздвојува. И веројатно за долго нема да биде поинаку. Жалостна ма вистиното и на вака големи денови мора да кажеме дека за многу војни конфликти, за многу немири, за многу злоупотреби на деца и млади, нажалост, ама стојат големите поднаводници верници. Така да
би сакала да го доживеам тоа, да го славиме заедно, да ја славиме славата на Бога. Датумот е малку помалку важен, ама мислам дека тоа нема да го дочекаме. Поздрав. Благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Кога сме веќе кај можноста да се учествува, верувам дека секој еден од вас ќе се вклучи во ова денешно издание на Црвена линија. Имате простор каде што може би ви е и поедноставно, полесно или доколку не можете да не добиете за да се вклучите во живо. Просторот онаму каде што можете да дадете учество со одговор, односно коментари, е токму социјалните медиуми. Се што ви треба е Facebook, профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. А таму изгледаме вака. Дали би поддржале заедничко празнување на Божик на 25 декември? Православните христијани го одбележуваат Божик на 7 јануари, односно како што лече гледачот, еве зошто тоа не би било на 7. Но централната суштина нашето прашање е дали би поддржале заедничко празнување на Божик. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, ве слушаме во Црвена линија сте. Да, драго ми е сето ова што го велите е во ред, меѓутоа една работа во сето ова треба да е јасна на самиот почеток. А што значи тоа? Тоа значи дека ако се обединат православната и католичката вера во едно, тогаш би дошло до славењето на Божикот на еден датум. Вака не. Вака нема теорија затоа што тоа е една вера, ова е друга вера. А сега вие барате одговор од гледачите, од слушателите, дали е можно да се обедини сето тоа да биде во едно. Јас пак ќе бидам концизен сосема на крајот и единствен во одлуката моја лично зборам. Значи треба да бидеме единствени, да се обединат, значи да постои обединување на едната вера и другата вера во едно, гледачите ќе си кажат едно, ќе си кажат друго и тука нема одговор. Значи верите да се обединат во едно, па да дојде до некој си одговор. Така, големо благодарам за учеството и вашите одговори споделени со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме и понатаму, она што прашуваме, еве дали би поддржале заедничко празнување на Божик. Добар ден, добро вечер. Ало, здраво. Здраво, во Црвена линија сте, ве слушаме, повелете. Вака. Зошто вашето прашање не биде контрапоставено? Зошто сега да го славиме, нели може да го славиме на 5-6? Продолжете, еве образложете, ве слушам, имате уште 73 секунди. Па еве, јас ви кажувам дека треба контрапрашањето да ви биде. Го поставивте, ве слушаат гледачите, ќе верувам ќе дадат одговори на вашето прашање. Еве, јас тоа го сваќам вака. Ние на некој начин ја предаваме нашата вера. А дали сте еве за заедничко празнување, да речеме? Не. Добро. Ние ќе си славиме нашето, тие нека си го слават нивното. Добро. Според вас, Божик, која порака ја испраќа и која е символиката на овој празник? Празникот треба да се слави, значи, така што ти кажам, тие да си слават ниво, ние наше, така, но да не биде, ние да не се продаваме на другите. Кажете ми, еве, според вас, која е символиката на Христовото раѓање, Божик, каква порака испраќаме? Благодарност до гледачот. Еве, слушате и самите нели гледачи кои што се вклучуваат, поставуваат прашања, па секако ова една дискусија, полемика која што се развива со секој едно вклучување на некој од вас. Продолжуваме. Добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот на 0, ве молам.
Да, добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Хвала Богу, фатих веднаш не добив. Ве бркам цело време, кога ставивте таа електронската секретарка, никако да ве добив. Еве, сега ме слушате мене, а ве слушаат и сите гледачи. Повелете. Добро, без разлика. Од кога вклучивте, значи никако не се добивате. А ке ве не добивте? Повелете. Сега ве добив, да. За мене е се едно е кога ќе биде Божи. Дали ќе биде сега на 25-ти или ќе биде Божик на 7 јануари. Зошто? Па видите, календарот вели дека цел свет го потребува овај календар. Значи 1 јануари е нова година. Заедно само ние православните, неколку што сме, ја славиме за Васелица там. Значи, навистина нема логика да бидеме различни. Меѓутоа, ако кој како што сака, нека биде за мене сепак се едно. Јас за мене нова година е 1 јануари, така да она другата ја викаме стара нова година, не ја викаме нова година. Никој не рекол за неја дека е нова година. Благодарно за вклучувањето. Верувајте, штом ќе не добиете, тоа значи дека не правиме селекција, така да големо е најверојатно побарувачката, што Исус е логично, така да бидете малку трпеливи и упорни. Не вршиме ние селекција. Но затоа поставуваме прашања, дискусијата ја водите вие, односно учествувате со вашите одговори. Па да ги слушнеме останатите. Добро вечер. Добро вечер. Бава вечер, во црвена линија сте, повелете. Да, во врска со прашањето, прво да кажам дека не постам. А второ, по прашање на тоа дали заедно да празнуваме Божик, бидејќи целиот свет па и нашата држава го прифатила Григоријанскиот календар, со тоа е поместен Божик на место на 7 јануари на 25 декември, правилно према сегашниот календар. Нашата црква се уште оди по јулијанскиот календар. Значи, исправно е и ние сега да го празнуваме Божик. Меѓутоа, Великден кој ќе дојде, тогаш треба католиците да се преправат, бидејќи треба да се спазват трите важни работи на кои се договорени уште од почетокот на христијанската вера, кога да се слави Великден. Тие не ги почитуваат трите правила, само двете ги почитуваат и порано нас слават Великден. Според мене е тоа. Така, добро. Тоа е се? Нешто Да. општо? Добро. Благодарам, драго ни е што ви имавме во црвена линија. Секако останете и продолжете да не следите. А ние продолжуваме секако со вас, почитувани, па ајде да го речеме и новото добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Убава вечер, во црвена линија сте. Повелете, ве слушаме внимателно. Па јас го поддржувам славењето на заеднички Божич и Нова година, не тоа верски, него временски. Таа се ние го славиме во чест на Божич, во чест на раѓањето, но ние не му знаеме роден ден од кога му е, така да поисправно е 25 декември, почетот на едно годишно време. Моје мислење е така, па. Така, еве, која е символиката, пораката која што ја испраќа Божикот? Како празник? Многу види јас, па тоа сите исто проповедуваат мир, љубов, надеж, но многу не постам и многу не сум религиозна, не православна вера сум, не секој го почитувам, но временски е поисправно сега, затоа што годишното време почнува од 21 декември. Према временски, физички одговара со ова, а верски не знам. Еве, и уште ова да надополниме, ви се чинили дека светот ја живее пораката на Божикот, односно мир, заедништво, љубов? Не. Секој светот живее према џевот.
и моќта. Немам. Така, Да, благодарно. пример да видиме Руси. Така, благодарно секако за вашето вклучување во Црвена линија. Ве префрлам и онаму каде што секако можете да дадете одговори преку коментари, да бидете активни. Се разбира, тоа е на социјалните медиуми, за оние малку подосна кои што се вклучивте. Просторот е на Facebook, профилот е на Црвена линија и профилот на Тилма телевизија. На прашањето дали би поддржале заедничко празнување на Божик на 25 декември, па еве и во однос на тоа што некои од гледачите потенцира зошто не на 7 јануари, ајде да го формулираме дали воопшто би поддржале заедничко празнување на Божик. Еве ќе почнеме со она што го напиша Кристијан Вангеловски. Како прво, никаде во Библија не пишува дека треба да се слави тој или било кој ден. Ама ете, човек бара причина за пијанка, а Библија не ни прочитале. Благодарам, Кристијан. Ако не следите, продолжете да не гледате. Ајде да видиме гледачите во живо каков одговор ќе дадат. Добар ден, добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Да, јас сум Живко. Живко, ве познавме, повелете. Тина, ако мене да прашаш, јас на вистина, бидејќи цела Европа имам сетано, би требало да биде заеднички да се слави. Што не сака или православната или католичката да попушти, тоа е друга работа. Меѓутоа, ако гледам од друга страна, сепак и тие веруваат во Исус Христос и ние во Исус Христос. Што па да не биде заедничко? Дали некој календар се помисли лево или десно, дајте да направиме. А зашто ова го делам? И од економска ситуација. Еве, че тргна камионите за Германија или со роба или било што се треба да чека таму, бидејќи сум бил таму, бидејќи во е празник. Обратно германските ќе дојдат во Македонија, па нас не води. И се што правиме? Значи, ние на секоја сфера губиме. Што е проблемот, ќе напоменам? И тие верува во Исус Христос и ние. Дајте најдете средина и можеме да ославиме заедно. Тоа е проблем. 1 јануар тој што спомна. За сите е 1 јануар, и цел свет, нова година. Така, што поместување за статот? Јас би се сложил со ова да биде заеднички. Али не со на тега иде дека вие сте поголеми верници, ние помалци. Не го потреба таа работа. Зашто? Трпи економија, трпи се. Благодарам за споделените одговори со гледачите кои што не следат во моментот. Продолжете секако и вие. А ние продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро, ајде во продолжение секако пристигаат и многу коментари, така да и тоа се одговори кои што гледачите учествуваат активно во оваа денешна дискусија. Ке продолжиме со она што го напиша Зоран Ефремов. Да, ама само на 7 јануари. Бидејќи во Македонија има повеќе православни верници од католички верници. Благодарам, Зоран, и вам за активноста и коментарите кои што ги пишувате. Секако продолжете, бидете активни онаму каде што ви е полесно, но секако ќе ни биде особено драго да бидете активни во живо во Црвена линија, бидејќи токму вие ја креирате. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Значи, прво само една реченица како замерка. Видете, дури и во верски прашања, ние наметнуваме прашања, ние и вие. Страшна работа. Каде една власт, друга власт. Значи, Москва или Истанбул. Значи, тоа е грешката овдека. Инаку треба да се знае дека таа разлика произлегува од чисто математичка пресметка, научна потврдена без основа на ротацијата на земјата околу својата оска со прецизно мерење и околу сонцето. Денот сите го знаат дека е еден на Исус, ама како се мерело, се до таму 15 век коли е тоа утврдено, дека јулијанскиот календар има отстапување во прецизноста на мерење на времето. И на толку години се створила толку разлика. И кога утврдиле тие попаметните од нас што не ги сакаме на Запад, дека било
грешка и го исправили од тој ден почнува да се мери прецизно времето. И затоа сметам дека треба да биде исто, али исто така на 25 пошто е прецизно, а гледате освен ние, Русија, Србија и таму во Ерусалим некој група, друг никој не го слави на овој датум. А нема разлика дали се православни или се католици. Важно е дека се христијани. Да не споредувам сега со други работи што ми се наметнува целата ова работа. За да се каже вистината е тоа. Благодарам секако за вашите одговори кои што ги кажавте и споделивте со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Јас секако предност давам и на гледачите во живо. Еве ќе се обидам уште. Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Мислам дека не знам зашто ова раѓање во Христово е на 1 јануари. Валјда на 1 јануари треба да се слави Божиш, ни на 25 ни на 7. Доколку се слави заеднички, треба на 1 јануари да е. Нормално, тоа јас лично мислам. Постиве не ги држа, меѓутоа среда и петок стално постав. Така, еве, според вас, дали светот ја живее символиката која што ја испраќаат ваквите празници, еве, Божик, Велиден, мир, заедништво, љубов? Испраќаат, меѓутоа, поубаво ќе доколку заеднички се слави. Доколку заеднички се слави. И светот ги живее ли овие пораки кои што ги испраќа, еве, Божик како празник? Па ево, сега овај католичкиот и нашиот вселенскиот патриарх се договори да најде заеднички јазик. Мислам, од тоа 1 јануари да биде заеднички, побаво нема. Средина, ним по моје или по твое. И уште еднаш ќе повторам, светот живее ли во мир, заедништво и љубов? Не. Мислам, тоа е јасно. Додека има фабрики за оружје во светов, тоа е незамисливо, невозможно. Тие од тоа живеат, западни земји и сите што произведуваат оружје. Купуваат железо за 1 евро, го продаваат 1000 евра. Така, благодарам за споделените одговори, учеството во Црвена линија. Еве, кога сме веќе кај она што можете секако денес на Google пребарувач, ако впишете за Божикот, информацијата на Википедија е следна. Божик или рождество Христово е денот на Христовото раѓање според христијанската традиција. Тоа е втор најголем празник во христијанството по Великден. Црквите кои го користат Грегоријанскиот календар, вклучувајќи ги сите католички, протестантски и повеќето православни цркви, го прославуваат на 25 декември. Црквите кои го користат Јулијанскиот календар, вклучувајќи и Македонската православна црква, го прославуваат Божик на 7 јануари. А ние тука и прашуваме, ви се чини ли дека постои можност и дали би поддржале заедничко празнување на Божик? Еве на 25 декември или како што напоменаа некои гледачи, зошто да не биде на 7 јануари. Но еве, дали ви се чини дека би можело заедничко празнување на Божик? Добро вечер. Здраво. Здраво, добро вечер. Се слушаме? Одлично. Вака сега би рекол ја. Значи, за овие верници, што се верници, значи, ова вака како што го тераат, не е исправно за мене. Од една страна зборат дека 7 јануар е Божик според православците или према јулијанското водење. Еве ги за нова година да видиме што ќе јадат. Дали ќе пијат, дали ќе се пијанчат, дали ќе бидат со жена у кревет, такви работи. Значи, пази, тоа се све карактеристики на верник, кој треба да се држи стрикно до постовите што ги прави, преди ќе тој прав верник. Еве, ја не сум верник, атеист сум по убедување, ама еве,
со нив како големи верници прашање колку они ќе се држат сега 31 доаѓа. Зашто не ги терат овие слави сега, Свети Николи, она се постни слави. Кога ќе земат, ќе се настегаат сега за Нова година свинско, говедско, како не месо. А ќе вика, јас сум голем верник. Или држи се до своето, или не изигравај голем верник. Сега, дали ми го разбирате, дали Јулијански, Григоријански не ме занима воопшто. Ајде, поздрав. Благодарности вам за учеството во Црвена линија. Еве што напиша Вера Цвиткова. Никогаш тоа нема да се случи, затоа што папистите никогаш нема да се покајат, нема да го отфрлат Филоквето и сите војни на овие простори се иницирани од Ватикан. Строгите канони на православната црква забрануваат општење со еретиците папистите. Добре, благодарам и вам, Вера. Дали би поддржале еве заедничко празнување на Божик? Тоа на што ве прашува Црвена линија. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Поздрав до вас во Црвена линија. Сте повелете. Поздрав и до тебе. Благодарам. Да ти кажем, јас малку се слагам со гледачот пред мене што кажа. Значи, јас би се сложила да има празнување на 25 декември, затоа што колку сме тоа ние верници, колку ја сваќаме пораката од Исус, колку тоа ние се сакаме или не си бодеме нож во грб, значи еден на друг, така да дали ќе биде тогаш или ќе биде тогаш, јас како не толку голем верник што не ја разбирам многу, не го разбирам тој дел, ама мислам дека ништо не значи, треба да има некое заедништво меѓу нас и љубов и среќа, разбирање, а дали ќе биде тогаш или не, што кажа гледачов, за Нова година ќе се изнапијат. Еве сега да е на 25 декември да речеме, супер е, значи ќе постат луѓето до 25 декември и после тоа Нова година ќе си ја слават, нели, можат и да пијат и да јадат свинско. Вака Тина, знаеш што правиме ние? Не, јас сакам да кажам моите пријателки, постат као верници големи, па за Нова година јадат, па после тоа пак јадат и на 6 постна трпеза. И тоа па не го разбирам. На 6 постна, а за Нова година мрсна, и шо е тоа, постење ли е? А уствари јас самиот пост како пост па не го не расунам дека нешто е толку верско. Ти ако постиш, а мене ми копаш гроб, па тоа па не... Благодарам за одговорите од Црвена линија. Останете и продолжете да не гледате и понатаму. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Еве, можевте досега да се разбира да слушнете најразлични одговори, ставови и секако можеби и вие нешто да надополните, да одговорите нешто можеби сосема поинакво да слушнеме, да поставите некое прашање, како и да е, ова е една жива и отворена дискусија во која што денес Црвена линија прашува дали би поддржале заедничко празнување на Божик. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас, повелете. Секако. Секако. Не ми треба 90 секунди. Ми треба. Гледајте, крстите католици, а заедно ние верите. Една година и во Германија се случи, и во цел Запад, заедно да ги верите. Сетете се, разлистајте, ќе видите дека е така. Па зашто да не може и Божик да се договориме? Дајте нека биде надвојсовско и поврзан со Нова година. Или било како ќе се договора, реков, сите сме христијани, католиците и ние, во исти Господ веруваме. Толку нека се јават другите. Значи, гледај, може и Грција, може ми се случи Германија, заедно слават, па што да не може и Божик? Извини, вака што поново се јави. Ма не, секако секој ден од вас е добрите ден, доколку сметате дека оние предвидени 90 секунди за едно јавување не ви се доволни. Се додека траеме, не ве лимитираме во однос на тоа колку пати
колку и како сакате да се доискажат. Одиме повторно на Facebook, има поприлично многу коментари, драго ми е за тоа, продолжете, бидете активни. А еве што напиша Лидија. Католиците и православците се христијани и Божик треба да се слави на 25 декември. Даниел Петковски напишал заедничко славење на 7 јануари. Дали би поддржале заедничко празнување на Божик? Добро вечер. Вечер. Повелете, ве слушаме. Не би поддржал заедничко празнување на Божик на 25 декември, бидејќи за нас, православните христијани, Божик е на 7 јануари. Не би сакал повеќе да образложам зошто и како, едноставно. Според верувањето на православните христијани, Господ Исус Христос е роден на 7 јануари и тој ден го славиме за негов роден ден. Роден ден на нашиот Спасител. Фала му на Бога што го жртвуваше неговиот син за нашето спасување. Поздрав до сите вас. Се извинувам, имаме и прашање плюс. Ви се чини ли дека светот ја живее пораката на Божик која што ја испраќа мир, заедништво и љубов? Живењето е индивидуално. Кој како го сваќа, така и ќе го живее. Ако јас сметам дека правилно го живеам вака како што сега ви го кажав. А како го живее некој си друг, не гледам. Дали некој пие, пости, лаже, тоа е се индивидуално. На крај сите ќе се најдеме на суд. Кај судијата и тој ќе ни каже дали правилно живеевме или неправилно живеевме. А сега овдека безцелно да се напаѓаме нема потреба. Така, благодарам многу за одговорите. Продолжете да не гледате и вие понатаму. А еве што напиша Лиljana Битраковска. Божик е на 25 декември и кај православните. Македонската црква го следи јулијанскиот календар и практично 7 јануари по црковниот календар е 25.12, односно 25 декември. Добро вечер. Ало, добро вечер. Љупчо, да ве слушнеме вас. Еве, повелете. Ја видам, имам некои реторички прашања на кои ќе мора некој друг да одговори, а тоа е зошто ако е се во ред со нашиот календар, ние имаме празници кои дата менуваат, ден не менуваат. А имаме празници па кои ден менуваат, дата не менуваат. Или земете, кога е Воскресение, сакам да ми објаснат некои луѓе. Во 24.00 или во 5.00. Оваа година кој го следевте преносот од Бигорскиот манастир, ќе видите дека игуменот на Бигорскиот манастир тропаше на камбаната и повика на Воскресение во 5 савањето. А владиката кај нас во 24.00. Па сега сакам да прашам, кога воскресне Исус? Во 24.00 или во 5 савањето? Значи, би требало црквата да седне да си ги среди овие работи, а не ние граѓаните да кажуваме што е како е. Затоа што ние се водиме како што ќе кажат црквата и црковните лица. Или тие ќе направат едно единство кога нешто ќе се празнува, или нека остават кавадархиско однесување. За мене е несватливо тоа. Не може владиката на православната црква на Македонска во 24.00 да отвара порти на црквата и да вика Христос воскресе, а на во иста држава, во иста територија и под иста црква, иста юрисдикција, друг да ви отвара порти во 5 сати да вика Христос воскресе. Или сите цркви во 24.00 ќе ги отворат портите, или нека не носат узабу. Така и ова со календарот. Што е? Или зашто речеме некогаш? Благодарам за одговорите. И еве уште ова Благоја Петровски напиша дали граѓаните би поддржале или не, никој не ги прашува. Затоа одлучува црквата кога ќе се слави Божик. Тоа е актуелно повеќе години и Македонската православна црква вели дека кога Руската православна црква не го менува датумот и ние нема да го менуваме. Па дури и Бугарија и Грција кои го сменија датумот, пак некои од нивните црковни представници си го слават на 7 јануари. А ние одиме со реклами.
Почитувани, време е да ги соопштиме и сумираните во проценти резултати од денешната анкета за следете на Инстаграм и учествувате во утрешната. А денес е што прашавме. Дали ги држите божиктите пости? Со да одговорија 19%, ке може ли да ја покажеме? Да, еве, со да 19%, а со не 81%. Голема благодарност и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре повторно заедно, нова тема, нов предизвик. Останете со Телма, а ние се гледаме утре во нашиот стандарден термин. Довидување.